Од филмската премиера и 19 години откако беше поставен во Народниот театар од Битола, текстот Горчливите солзи на Петра фон Кант, од прочуениот германски сценарист, театарски и филмски режисер Рајнер Вернер Фасбиндер, доживеа нова театарска постановка во Македонскиот народен театар во режија на актерот Ивица Димитриевик. Преку еден женско-женски однос се отвора темата не само за љубовта, туку и како едно капиталистичко потрошувачко општество влие на самата таа љубов, без разлика каква била таа љубов. Дали е тоа љубов спрема, спрема партнер, спрема родител, спрема дете и слично. Овдека се зборува дека секој секого сакаме на свој начин. А кога сакаме на свој начин, тогаш постои опасност да биде тоа на себичен начин и тогаш веќе немаме љубов. Ако има некоја дефиниција за што е и каква треба да биде љубовта безусловна, овдека тоа не е случај. Во фокусот на дејствието е успешната и нарцисоидна модна креаторка Петра фон Кант. Таа е разведена од сопругот, живее и работи со тивката помошничка Марлен, но во незиниот живот ќе влезе младата Карин Тим. Од неа Петра ќе направи успешен модел. Незиното однесување најдобро е опишано во репликата што ја кажува на пријателката Сидони, вели актерката Драгана Костадиновска, која го толкува ликот на супериорната фон Кант. Јас верувам дека луѓето се создадени за да им требаат други луѓе, но тие никогаш не научија како да живеат заедно. Ние ги сакаме луѓето на начин на кој што нас ни е познат и нас ни одговара. А тоа во случајот значи да се поседува другиот, што и успева на Петра во односот со асистентката Марлен во изведба на Софија Насевска-Трифуновска. Многу често и ние сме биле во таа ситуација да бидеме Марлен. И многу често знаеме да се ставиме себе си во некоја ситуација на понизност и покорност, кое што никогаш не служи за добро, нели? Тоа не завршува добро никогаш и никому. И мислам дека тоа главното нешто што треба да се извлече од ликот. Но тешко и успева со Карин, што ја толкува Сара Анастасовска. Главниот конфликт се создава во тоа што Петра очекува Карин да биде втората Марлен, а добива нешто сосема спротивно. Некој кој што не подлегнува на сите барања. Главниот порив на Карин е да успее, да се реализира кариерно. Мислам дека тоа е нејзиниот главен порив, има тргнато по една патека каде што тоа ќе го направи по секоја цена. Некои од нејзините одлуки ги оправдувам, некои од нејзините одлуки јас како Сара не ги оправдувам, но додека не стигне до целта, сметам дека е лик кој што не се откажува. Режијата на Димитриевик е насочена кон развојот на емотивните односи на карактерите. Токму тој психолошка разработка на карактерите, нивните односи. Една прекрасна анализа на сите тие спреги на моќ меѓу некој што е на некој што е центар на моќ, на некој што му е субмисивен, односно подреден и како тоа може да се смени лесно под одредени околности. Како што и самиот Фасбиндер кажува дека начинот на кој што е поставен системот не може, општествениот систем, не може да не делува на нашите меѓучовечки односи. Комуникацијата е голем проблем. Не ги комуницираме работите доволно отворено, секој си доаѓа со свој став, со своји планови, со своји очекувања и некој излегува тоа повреден. Во улогите на пријателката, мајката и ќерката на Петра настапуваат актерките Сашка Димитровска, Тања Кочовска и Анастасија Аневска. Целата лепеза на меѓучовечки односи од интимни до семејни, публиката ја следи во камерен клаустрофобичен простор кој го символизира домот на Петра фон Кант. Сценографски домот е решен минималистички, со кревет на и околу кој се случува сето дејствие, за потоа да биде заменет со расфрлани перници на подот. Дополнително на видео, покрај дизајнерските скици и акварели, се појавува делото Мида и Бахус од францускиот барокен мајстор Николас Пусан. Митот за наградениот Мида да позлати се што ќе допре, дури и храната која потоа не се јаде, овдека е во насока на освестувањето на Петра дека љубовта често е слепа.
Костимите на Ирина Тошевска не враќаат во елегантните 60-ти и во блескавите 70-ти години од минатиот век, а и музиката на Јане Трајковски е дополнета со дел од хитовите од тие декади. Горчливите солзи на Петра фон Кант е копродукција меѓу МНТ и Ми Филм. Представата праќа порака дека треба да сакаме, без да бараме и очекуваме нешто за возврат.